Реджеп Исмаил, може ли да зборуваме дека на некој начин САД остана изолирана од остатокот од светот, од западната цивилизација во она што се случува сега на релација Вашингтон-Техеран преку Багдад се разбира, затоа што видовме дека пред неколку дена германските војници, кои не се лажам, беа евакуирани од Ирак, веројатно да испратат порака дека тие не сака да бидат дел од овој конфликт. Па, мислам дека тука е клучно пред се да ги дефинираме, сакам малце да навлезам во она што го почнавме, што го почнавме претходно, значи војната во Иран одамна е почната, ова е само ескалација на тие односи. Мора да кажеме дека Иран постојано од своето осамостојување постојано се бори за да одбие мешање во внатрешноста. Тоа се случи и со Мозадех, кога пред се од Британија беше соборен. Говориме по Втората светска војна, тогашниот премиер на Ирак Мосадек. Така беше, многу е битно тука зошто, значи првиот негов чекор беше национализирање на нафтата. И тука го изгуби. И тоа национализирање на британската тогашна најмоćна компанија која што го делила British Petroleum, 85% за Британија, 15% за Ирак. Така. За нашите гледачи за да знаат за што зборуваме. И тука почнуваат оние пожестоки игри во однос на Иран како империалистичка агресија од страна на САД, тогаш Британија, од страна на светската западна заедница, од тогаш Британија. Моментално САД, видите, околу нуклеарната програма и договорот кој што Обама го постигнал со Иран. Има еден институт во иранскиот политички систем кој што се нарекува ФАТФА и тој го издава Ајетолахот како врховен лидер, да. И сега ако го познавате политичкиот систем на Иран и ако ги познавате нивното гледање на тоа, значи Ајетолах Хумеини има дадено фатва дека нуклеарното оружје и биолошкото оружје е оружје не принципиелно, односно неетичко оружје и така дава фатва за такво оружје да не се прави. Значи Иран никогаш немал намера да направи такво оружје. Може би и тоа е грешката на Иран, затоа што гледаме дека едноставно со една таква агресивна политичка сила, на таква агресивна држава како што е САД, не може да се одржуваат договорите, доаѓа различна администрација и ти вика тој договор не важи, санкциите продолжуваат. И сега тука е зошто. Но сега морам да интервенирам малку, се извинувам. Преска американскиот претседател Трамп рече дека во периодот додека е функционален договорот со Иран, меѓународната заедница дала повеќе од 1500 милиарди, ако не се лажам, долари помош на Иран и 1,5 милиони долари во кеш. Мислам дека така рече претседателот Трамп. Што значи дека Иран, погоден од санкциите со децении назад, направи лобит некаков да влезе во на некој начин меѓународното семејство, да се аклиматизира за да може да продолжи понатамо и ги земал парите. Видете, Иран не му е потребен помош. Иран е самодоволна земја која што сака само да биде самодоволна. И сега зошто е токму значи актов на убиството на генералот Сулејмани е акт на агресија и провокација за војна. Зошто е тоа токму сега? Затоа што во последно време со развиток на другите азијски држави поголеми како Кина, Индија, од една страна и Русија како повеќе и Турција која што на некој начин избега од тоа НАТО клопка, тука почнува Иран да биде недоперен од самите санкции и почнува да се осамостојува. И токму затоа сметам дека овој чин дојде во овој момент. Поради обид за контрола на нафтените ресурси, можеби, да се лимитира моќта на Иран. Мотивот на Блискиот Исток од присуство на НАТО и САД е тој. Мотивот е експлоатација на ресурсите кои што постојат на Блискиот Исток, менјањето политика на САД
односно дека договорот сега не важи, тоа што сте постигнале договор со Обама е нешто друго, ние бараме нешто друго, е само изговор, ништо друго. Така.